Пожртвуваност, самодоверба, упорност – клучни фактори за успех. Но децениската борба за една жена да дојде до раководна позиција нималку не е лесна. Иако има напредок, жените се уште се соочуваат со безброј бариери и родова дискриминација. Патот е трновит. Баш се потврдува на латинската изрека per aspera ad astra, значи мора да се поминат многу премрежија, многу битки, да се извојуваат, некогаш успешни, некогаш неуспешни, да научите да се носите и со неуспехот, ама да, генерално трновит. Македонија се уште се бори со стереотипите и предрасудите во однос на учеството на жените во политиката, но и во јавниот живот. Ако вие ги застапувате принципите кои што ги наметнува патриархалното општество какво што е, тогаш не сте многу успешна, заради тоа што влегувате во позиција која што ви е наметната. Повторно ја немате слободата на одлучување, слободата на делување и вие се однесувате како и сите оние кои што ве третираат и вие дале позицијата заради тоа што им била наметната, а не заради тоа што ве чувствуваат дека сте еднаква помеѓу нив. Во социјализмот не беше така, но сега се вративме во некое патриархално општество во кое што сепак тоа и родителите дома, па девојче, па треба дома, па фамилијата, па децата. Мислам дека тоа се стереотипи кои што не треба да се слушаат, бидејќи нема да стигнете никаде со тие стереотипи. Статусот, положбата и улогата на жените е јасен показател за степенот на демократијата во едно општество. Имам предизвици како жена која што инвестирала многу во своето образование, потоа квалитетно образование, значи школувања и во странство, и магистратури, докторати и така натаму, на странски универзитети, потоа кога ќе видите улогата како жена која што креирала сама бизнис, и тоа на млади години, во време кога и немаше толку многу жени предприемачи и не беше поддржано женското предприемништво, потоа кога видите, мислам, улогата која што играм како мајка, и тоа самохрана мајка на близнаци, потоа жена, припадник на малцинство во држава и така натаму, кога ќе видите од сите тие улоги, има многу голем број предизвици, со сите тие предизвици кога некогаш поуспешно се справувам, некогаш мислам дека сум можела на подобар начин, сега да не ги оквалификувам како неуспешни, ама во секој случај кога ќе направите некаков збир, било да е во позитива, било да е во негатива, црпете некаква мотивација за виднина или да ги повторите или пак да ги поправите. Рамноправност жените никако не може да ја добијат ако не се финансиски независни. Тоа значи, за да сте финансиски независна, треба да почнете со својата кариера. Без разлика дали ќе бидете приватен бизнисмен, дали ќе работите некаде, некоја сериозна работа, дали ќе работите во науката, дали ќе работите во компании. Во секој случај, независноста кај жените може да се постигне само со финансиската независност. Од 2014 до 2024 година во Македонија бројот на министерки во состав на владите се движел од 2 до 5. Најзастапени биле во 2020 година во рамки на техничката влада. Во однос на учеството на жени во парламентот има значителен напредок кој беше постигнат како резултат на промените во изборниот законник во 2001 година кога беше воведена родова квота со која се налага 30% од кандидатите на изборните листи на национално и на локално ниво да бидат жени. На локално ниво пак бројот на градоначалнички е значително низок. За последниот локален изборен процес исходот е само 2 избрани градоначалнички, и тоа на град Скопје и на Старонагоричани, или незначителни 3%, што отвара значајни прашања за застапеноста на жените на раководни позиции. Жално е тоа што во политиката ги нема жените. Еве сега го гледав последното истражување за локалните избори, сега што предстојат. Околу 308 се потврдени од Државната изборна комисија места за градоначалници со име и со презиме, од нив се само 32 жени. Борбата за родова рамноправност никогаш не застанува. Оние жени кои што се во позиција да можат да одлучуваат за други, само треба да се водат од женските принципи, а не од машките. Не да ја покажуваат моќта, него да ја користат моќта за да помогнат на оние на кои што им треба. Жените, ако поработат на себе и ако станат финансиски независни, никој ништо не им може. Тука е, мислам, клучот, да знаете, на успехот за рамноправноста.